Реализирани капитални проекти, решени голем број на децениски проблеми на граѓаните, квалитетна инфраструктура се дел од проектите со кои значително се подобрува квалитетот на животот на граѓаните. На половина од мандатот градоначалникот на општина Пробиштип соочет за сработеното. Како градоначалник сум задоволен од она кое што повторно уште еднаш го сработивме и јас и моите соработници, целата општинска администрација. Најавувам дека во Пробиштип во периодот кој што ми следи и ми останува од мојот мандат, дека ќе се вклучиме во решавање на клучните децениски проблеми на граѓаните на општина Пробиштип. Во изминатите 24 месеци, општина Пробиштип вложуваше во инфраструктурни проекти, од кои меѓу позначајните се изградба на патниот правец Киселица Пробиштип со инвестиција од 1,5 милиони евра, рехабилитација на регионалниот пат Крупиште Пробиштип, преработка на органски отпад со 2 компостерки, инсталација на фотоволтаични системи на институциите, реконструкција на Домот на културата, изградба на регионален туристичко-научен музеј. Општина Пробиштип реализира во тек е фаза на реализација на проект на биоотпад, каде што имаме за цел да преработуваме, односно станува збор за проект за органски отпад. Едно од клучните ветувања беше дека јавните установи ќе ги ставиме во функција, односно ќе користиме обновливи извори на енергија, поставивме фотоволтаици. За половина од изминатиот мандат, Анастасов најмногу вложуваше во образованието, социјалната заштита, а го реши деценискиот проблем со згрижување на децата. Обезбеди донација во соработка со Министерството за труд и социјала да отвориме нова детска градинка со капацитет од 40 дечиња во вредност од 5,8 милиони денари. Во соработка со детската градинка Гоце Делчев ја вративме исхраната во училиштата од 1 до 5 оделение. Во делот на социјалата во тек е изградба на две социјални згради во општина Пробиштип. Граѓаните од третата доба, тоа е изградбата на или преадаптацијата во дел од здравствениот дом, кој што сега во период и години наназад децении не се користи, да го преадаптираме и да добиеме еден современ дом за грижа и нега на старите лица. Во наредниот период градоначалникот Анастасов најави нови проекти за кои во тек е тендерска постапка. Реконструкција на спомен парк во вредност од 20 милиони денари, нова киносала, асфалтирање на улици во Слетово, како и реконструкција на патниот правец Пробиштип Стрмош.